Мицкоски вчера информираше после лидерската средба дека побарал од лидерите да се усвои една контрарезолуција, односно да се реагира на бугарската резолуција која бара откажување од македонскиот јазик и македонското малцинство. Кој е ставот на СДСМ, дали вие би прифатиле вакво нешто со оглед на тоа што Мицкоски предлага таа резолуција да се донесе во парламент? Да почекаме да го видиме конкретниот предлог на Мицкоски доколку го има. Едно нешто со сигурност никој не може да ни го оспори за тоа што е потврдено и во личната карта која што ја имаме во Обединетите нации. А тоа е дека ние сме македонци и зборуваме македонски јазик. Би сакал да кажам дека Република Бугарија е наш важен сојузник со кој треба да продолжиме да градиме мостови на пријателство. Особено го цениме фактот што Република Бугарија секогаш била поддржувач во нашите интегративни процеси, а тоа се докаже и на самитот во Брисел. Односите со Република Бугарија и со сите наши соседи мораме да ги градиме како одговорни, особено ние политичарите, без никој да биде повреден, да се чувствува повредено, и секако на нито еден начин да бидат нарушени националните чувства. Знаеме дека во Република Бугарија веќе во финална фаза кампањата за локалните избори, еве уште малце кампања на некој начин ќе почне и во нашата држава, и треба да бидеме особено внимателни да на било кој начин не дозволиме да го исполитизираме договорот. Всушност и тоа е и целта на договорот. Не смее да биде исполитизиран. Затоа што секоја калкулација, секој обид да се политизира договорот на некој начин ќе се спречи неговото донесување и потпишување на таквиот договор. Во таа смисла, особено, ќе повторам, треба да бидеме внимателни да не ги политизираме договорите и секако даваме шанса да го видиме прво предлогот и да разговараме на таа тема.